Последен ден од оваа работна седмица во продолжение на програмата на КТВ ќе гледате вести. Добро вечер, јас сум Милица Младенова. Еве што за денеска подготви новинарската екипа на КТВ. По спроведената анкета таен клиент, Центарот за вработување Неготино најдобар во Македонија. Информацијата е на Маја Алексовска. Спроведената анкета таен клиент и добиените резултати заедно со Валандовскиот го рангираа на прво место во Република Македонија Центарот за вработување во Неготино. Имено Агенцијата за вработување на Република Македонија, во чиј состав функционира и Неготинскиот центар, е второ рангирана во анкетата таен клиент од 11 институции и го има најголемиот пораст во рангирањето во споредба со минатата година, кога била на 6-то место од вкупно 9 институции. Се вкупно најдобри резултати имаат постигнато центрите за вработување од Неготино и Валандово, а најслаби подрачните единици во Куманово, Струмица и Битола. Ова извонредно признание за Неготинскиот центар за вработување се должи на констатираната љубезност на вработените, деталното објаснување на корисниците на процедурата за добивање на конкретна услуга, задолжително представување на телефон и присутна љубезност на крајот од разговорот, почитување на едношалтерскиот систем во највисок процент на случаите, како и поставените сандачиња за жалби и поплаки. Првиот фискален апарат со GPRS е регистриран во Управата за јавни приходи на 5 август 2014 година, со што и официјално стартува со примена новиот начин на онлайн следење на готовинскиот промет во Македонија, но и во споставување на целосна електронска комуникација помеѓу УЈП, овластените производители на фискални системи и деночните обврзници во сите фази на фискализацијата, информира Ангел Данов. Деночните обврзници, чиј промет во претходната година надминува 10 милиони денари, понатаму обврзниците кои вршат угостителска дејност и кои вршат промет на нафтени деривати на мало, бензински пумпи, треба најдоцна до 31 октомври годинава да воведат фискален апарат со GPRS систем. Рокот за сите други даночни обврзници е до 31 јануари следната година. Составањето во функција и имплементацијата на новиот интегриран систем за фискализација во управата и воведување на фискалните апарати со GPRS, Управата за јавни приходи во секој момент и автоматски ќе ги следи финансиските извештаи и прометот регистриран од секој регистриран фискален апарат, како и да се добијат податоци за деталните фискални сметки и контролните извештаи. Системот за евидентирање на готовински промет на УЈП обезбедува сигурност и доверливост на информациите, овозможено преку GPRS системот, пренос на податоци од фискалниот апарат до УЈП, преку заштитена мрежа на мобилните оператори, употреба на дигитални сертификати, а со цел овозможување на онлайн регистрација на фискалните апарати, електронска размена на податоци за готовински промет и 24 часовна достапност на електронските услуги на Управата за јавни приходи. Постапката на регистрација на фискалниот апарат од сега ќе трае до 10 минути наместо како досега од 3 до 5 дена. При регистрацијата на фискалниот апарат не се потребни никакви писмени документи кои деночниот обврзник ќе ги доставува до УЈП. Целокупната постапка за регистрација и одобрување на фискалниот апарат ќе се врши електронски со размена на регистрационите податоци помеѓу сервисниот центар на производителот од каде обврзникот ќе го набави апаратот и системот на УЈП. По успешната електронска регистрација во системот на УЈП, деночниот обврзник ќе може веднаш да го постави фискалниот систем на опрема во деловниот објект и да врши регистрирање на остварениот готовински промет. Реставриран и конзервиран се враќа поголем дел од мозаикот во базиликата во Стопи. Дел од мозаикот што го красел подот на централниот брод на старата епископска базилика во археолошкиот локалитет Стоби е реставриран и конзервиран. Археолозите вредно работеле на него изминативе неколку месеци и засега се конзервирани само 180 метри квадратни од неговата површина. Во септември годинава тој ќе биде вратен на автентичното место. Посетителите ќе имаат можност да се воодушевуваат на овој атрактивен и репрезентативен мозаик со вкупна површина од 300 метри
метри квадратни. Археолозите и конзерваторите се надеваат дека в година конзерваторскиот центар ќе издвои средства за заштита и на преостанатите 120 метри квадратни од мозаикот, што го краси подот на базиликата, еден од најстарите ранохристијански објекти во државата од доцниот 4 век. Освен мозаикот на археолошкиот локалитет, во следните неколку месеци ќе се вршат истражување и реконструкција на театарот, еден од најдобро сочуваните јавни објекти во Македонија, изграден од 2 век пред нашата ера. Се очекува до следната година целосно да бидат реконструирани мермерните седишта на источната половина. Денеска во посета на локалитетот беше министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Според министерката за култура, овој локалитет има огромен археолошки, културен и туристички потенцијал што треба да се искористи. Овој потенцијал државата мора да го искористи и Министерството за култура секоја година од буџетот ќе издвојува средства за истражување на локалитетот, бидејќи тој е на огромна површина и согласно капацитетите на државата за конзервирање и реставрирање ќе се издвојуваат средства. Се со цел за 1-2 до 3 години театарот да го видиме целосно реконструиран. Имаме камени делови кои ќе треба да се вратат во делот на гледалиштето и во делот на сцената кои се ставени на страна, се со цел театарот да си го добие својот некогашен сјај, рече Канчевска-Милевска. По пауза од неколку години во Стоби денеска беше повторно отворена сувенирница. Таа е 19-тата од проектот што се реализира во државата, сместена на влезот на локалитетот на плочата пред стариот објект во кој порано се продаваа сувенири. Во неа посетителите ќе можат да најдат и културно-туристички промотивен материјал. 14 ликовни уметници од денеска ќе творат на Кожув планина во рамки на втората етапа од ликовната колонија лето 2014. Вила Тодоровски центар Кожув во организација на собственикот на Вила Тодоров, Маријан Тодоров, информира Миријана Мукајтова. Денеска и официјално стартува вториот дел од ликовната колонија лето 2014 Вила Тодоров на ски центарот во Кожув. Тоа беше и директниот повод, бидејќи се подготвуваат сите уметници, доаѓаат во Кавадарци и заминуваат на Кожув планина, да разговараме со ликовниот уметник Ива Јосифова, која е и координатор на ова ликовна колонија, кои се ќе бидат учесници на оваа ликовна колонија и каква е концепцијата. Така. На оваа ликовна колонија ќе има представници од Панчево, Сремска Митровица, од Крагуевац, Врање и од Македонија, Штип, Свети Николе. Значи, на оваа колонија се застапени повеќе генерации. За сега имаме бројка од 14 автори, но ќе имаме и плюс гости кои што во текот на колонијата ќе доаѓаат. Она што е ново за оваа ликовна колонија дека ќе имаме и имиња од ликовни уметници кои за прв пат доаѓаат, нели, во Македонија или за прв пат учествуваат на ликовна колонија во Македонија? Да, за прв пат доаѓаат во Кавадарци, за прв пат доаѓаат на Кожув, Вила Тодоров колонијата, така да тоа се учесниците претежно од Србија, од Панчево, Сремска Митровица и Крагуевац. И така. Дали очекувате подна ликовна колонија да се создадат многу дела? Да, и тоа многу, гледајќи ги портфолијата на сите автори, моментално сега што ќе бидат учесници на оваа колонија, ветува многу. Го имаме задоволството на втора ликовна колонија која се организира во Кавадарци да биде и ликовниот уметник Кирил Казанџиски од Штип, меѓутоа овој пат во една многу поинаква средина ќе има можност да слика. Со оглед на твоето сликарство, дали Кожув планина ќе биде вистинската нирвана која ти ја посакуваш твоите дела? Само еднаш сум бил на оваа планина пред 7-8 години. Бев воодушевен од убавините на просторот и кога бев поканет со задоволство, дури бев среќен, дека ќе можам барем една недела таму да работам. Моето сликарство точно ќе биде секако дополнително инспириран. Ме радува што гледам нови луѓе со кои не се познаваме. Значи не е она постојана екипа која се знаеме, нели, тука од Македонија, и верувам дека ќе биде добро.
Ликовниот уметник Снежана Манестични доаѓа од Панчево, та не е првпат во Македонија. Има учествуване на други ликовни колонии. Ја запрашуваме едноставно зошто доаѓа повторно во Македонија. Затоа што ми е многу убаво во Македонија. Минатата година првпат бев во Леснова и ова година на колонијата во Бугарија ја запознав вашата сограѓанка Ива Јосифова, па ја имав таа чест и да ме покани да учествувам на оваа колонија. Дали очекувате дека овој престој на планината Кожув ќе биде исто така како и Леснова инспиративен за творење, за сликање? Јас се надевам дека е тоа убав пејзаж, што сепак е најбитно на колонијата, луѓето кои ве обкружуваат. А јас мислам дека овде има фини, позитивни луѓе и дека добро ќе се дружиме. Имаме можноста да разговараме и со Драган Ѓорѓевиќ, што е од Крагуевец и еве доаѓа на ова ликовна колонија. Како е вашето чувство сега на самиот старт пред да започне ликовната колонија? За сега се е во ред. Друштвото е добро, тоа е најважно. Добро, жешко е, но очекувам дека горе ќе биде времето многу поубаво. Се време. Дали сте биле досега на ликовна колонија во Македонија? Не, први пат сум во Македонија. Не, прв пат сум во Македонија. Сега мислам сум бил на пропатување, но за прв пат останувам. Очекувам природата да е фантастична, видов некои снимки на интернет, предпоставувам дека ќе има доволно инспирација што се однесува до тоа. Инспирација што се тога тече. Методија Бурзевски ни доаѓа од Свети Николе, за прв пат е на ликовна колонија во Кавадарци и убаво ќе биде ние кавадарчани, барем нашата ликовна јавност, да се сретне со вашите дела. Што е тематиката на вашите дела? Вака, претежно сликам реализам и нешто посовремено, зависи од приликите како ќе има потреба. Кавадарци, вака, ме инспирира како град, како луѓе, како имав колеги од тука. И така, па и Кожу, вака, сакам да го посетам, не сум бил до сега. Случајно се сретнавме со организаторот, речеме, на оваа колонија во Свети Николе на Стадионскиот факултет. Ме покани, баш ми е драго да учествувам горе на Кожу. И предизвик е ова, нели, да. Има дружење, па инспиративно може да велува, нели, со колегите и така натаму. Со некои колеги прв пат се гледаме, со некои се заемат порано и така. Малце покасно почнав со сликарство, се бавив со некои други работи и така спортував нешто. Никогаш не е доцна. Се надевам дека ќе имаме можност да видиме прекрасни дела. Благодарам. Па добро, би бил среќен ако ви се допаднат делата мои. Александар Таневски ни доаѓа од Скопје. Кој беше, Александар, твојот предизвик да учествуваш на ова ликовна колонија која се одвива на едно прекрасно место на 1600 метри надморска висина на ски центарот Кожув? Па, на повеќето уметници имаат стандардна процедура да во летните периоди одат на колонии. Некои уметници тоа не го упражняваат, употребуваат. Работат дома во домашни услови, меѓутоа некои уметници имаат едноставно предизвик за да се појават на други места, да запознаат нови луѓе, да радуваат искуства и повикот беше од страна на мојата драга колечка Ива, која што ме покани, јас се одзвав и се надевам дека ќе биде прекрасно на тоа место кај што ќе одиме. Не сум бил до сега на тоа место. Инаку во Кавадарци сум бил на колонија 5-6 години, на колонијата Фени, кај Риса Соколов. Тоа. Верувате дека Кожув ќе биде инспиративен за вашето сликарство? Да, на некој начин сум ја пейзажист и според нели барањата на организаторот дека тоа да бидат пейзажи, со задоволство би го направил тоа. Имам еден циклус мој веќе готов пейзажи со морски мотиви, значи марини се викат. И тоа ова е еден нов поглед, значи пейзажи кои се планински и се надевам дека ќе одговориме позитивно. Се надевам дека ќе биде успешно и дека ќе имате доволно зелена боја за да го насликате Кожув. Да, јас се надевам. Од останатите учесници на ликовната колонија ги споменуваме имењата на ликовните уметници: Јаданка Димитриевиќ од Сремска Митровица, Зоран Игњатовиќ од Крагуевац, Светислав Кајзер од Врање, Тодор Попов од Гевгелија, Цветанка Јованова од Неготино,
и Ванчо Кеков, Никола Ивановски, Ристо Соколов и Ива Јосифова од Кавадарци. Црвен крст Неготино организира тренинг за врснички едукатори. Клубот на млади при општинската организација на Црвениот крст Неготино годинава за прв пат ќе организира тренинг за млади, кој е наменет за развој и надградба на младите луѓе. Како што информира представникот на оваа хуманитарна организација Јордан Панов, на тренинг кампот учество ќе земат околу 30 младинци кои ќе бидат обучувани од страна на искусни национални тренери. Целта на овој тренинг камп е обучување на врснички едукатори кои пак понатаму стекнатите знаења ќе им ги пренесуваат на своите врсници, а кои се во тесна корелација со функционирањето на Црвениот крст. Предвидено е тренингот да се одржи во просториите на манастирот Свети Ѓорги во близина на Неготино во периодот од 23 до 27 овој месец. Како неформален сектор, клубот на млади при Црвен крст се стреми да ги мотивира и поддржи младите, но поради неможност за целосно финансиско покривање на настанот, тие остварија средба, побараа и добија финансиска поддршка од градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов во рамки на расположливите средства во општинскиот буџет. Две нови игралишта за фудбал и кошарка и едно детско во село Долни Дисан. Со средства во висина од 2 милиони денари обезбедени од буџетот на општина Неготино, во селото Долни Дисан се изградија две нови игралишта за фудбал и кошарка, а во непосредна близина едно детско игралиште со поставени повеќе реквизити наменето за потребите на најмладите жители. Според градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов станува збор за реализација на проект ветен во неговата програма за работа, со кој на учениците кои наставата ја следат во подрачното училиште во село Долни Дисан, кое делува во склоп на општинското основно училиште Гоце Делчев, ќе им се овозможи непречено одвивање на наставата по физичко образование, ќе се зголеми нивната безбедност, наставниците ќе можат да го спроведуваат планот за работа. Покрај овие активности, фудбалското и кошаркарското игралиште го користат и ќе го користат и останатите жители, кои на овој простор во спорт и рекреација ќе поминуваат дел од своето слободно време. Се наоѓаме во школскиот двор, во подрачното училиште во село Долни Дисан. Завршивме со изградбата на овој проект за изградба на две игралишта, и тоа едно фудбалско и едно игралиште за кошарка, како и поставување на детски реквизити во школскиот двор, каде што во слободното време и по часовите по физичка култура учениците од село Долни Дисан слободното време го користат како во текот на училишниот ден, така и во ноќните часови, тука идат и рекреативци, и му возможивме да со ова се игра и фудбал, и кошарка, и други мали спортови, и едноставно со овие реквизити децата си го потполнуваат слободното време. Изведувач беше избран Перинженеринг, комплетно кошта овој проект 2 милиона денари, тоа од оперативниот буџет на општина Неготино. Комплетната постапка е завршена и сега сметам дека треба да пристапиме кон уредување на други делови од училиштето. Веќе завршивме со кровната конструкција, со фасадата на училиштето и има уште неколку ситници што треба да ги дотераме до крајот на оваа година. Оваа година за прв пат во недела во водите на езеро Младост кај Велес ќе се одржи пливачки маратон на кој ќе бидат запознаени сите пропозиции за одржување на манифестацијата од ваков вид. Во водите на Велешкото езеро во недела ќе се одржи првиот пливачки маратон. Интерес за учество покажаа 50 маратонци кои ќе пливаат во 3 трки. Првата е долга 2500 метри, втората 5000 метри и третата поточно олимписката дисциплина е со патека долга 10 километри и неа ќе ја пливат маратонци во машка и женска конкуренција. Меѓу пријавените учесници има и врвни имиња во долгометражното пливање. На пресконференција градоначалникот на Велес Славчо Чадиев истакна дека локалната самоуправа дава максимална поддршка на развојот на спортот и тоа во сите спортски дисциплини, паралелно стимулирајќи го развојот на поединечните и колективните спортови. Тоа што пливачкиот маратон се одржува на езерото Младост оди во прилог на промовирање на оваа локација во туристичко-рекреативна дестинација за влюбениците во сите спортови на вода, но и за рекреативците и љубители на природата, рече градоначалникот Чадиев. Директор на трката е професор доктор Димитрија Поповски, еден од најреномираните тренери по пливање
пливање во Македонија, а врховен судија ќе биде Сонја Николовска, поранешна најдобра пливачка на Македонија. Трката ќе ја обезбедуваат 55 спасители за безбедност на вода на Црвениот крст на Македонија. Најголем дел од нив од Велес и 20 кајакари на велешкиот клуб Бабуна. Пливачкиот маратон ќе ги запази сите пропозиции за одржување на манифестација од ваков вид со претходно обележена патека, која овие денови интензивно се подготвуваше. Идејата за маратонско пливање во Велес е присутна подолг период, но конечно ќе се реализира годинава. Маратонот е во организација на Агенцијата за млади и спорт и ЈП Јасен. Организацијски партнер и носител на активностите за општина Велес е Општинската организација на Црвен крст Велес и кајак кану клубот Бабуна од Велес. Пливачката федерација на Македонија и општина Велес се покровители на оваа спортска манифестација. Престојниот викенд маратонскиот пливач и лекар по спортска медицина доктор Бошко Илиев ќе учествува на пливачки маратон во Хрватска. Тој во изјава за КТВ информира за деталите на овој маратон, а кажува и импресии од претходните маратони во Бугарија и во Србија. Кај се ова, значи, така да кажам, трета етапа од моите маратони, меѓународни. Поточно се работи за два маратона. Едното е на 23-ти, другото е на 24-ти или 25-ти. Значи, на Хрватска, Хрватското приморје, се работи за маратони од 2 и од 5 километра. Првиот е на 23-ти, веројатно на Сплит се плива, кој е меѓународно провенство, на Кроација Куп има и на 10 и на 2 километра, че пливам веројатно на 2, пошто на 10 не дозволуваат за аматери. Тој е на 23-ти, а на 24-ти или 25-ти е пострана. Тоа е близу Сплит, се плива на 5 километра во обичаена патика, оние моите патики, што јас претежно ги пливам 5-6 километра. И после тоа се враќам тука, па ќе видим нешто дали до крајот на летото уште нешто може да се исплива. Минатиот викенд, значи поточно на 9-ти, бев на тој предвиден маратон Бургас, Купот на Бургас, 6,5 километра 7. 6,5 беше официјално, а се пливаше малку и повеќе. Значи, една прилично тешка патека, морска патека од 6,5 километра, плива 2 часа и 45 минути. Успешно ја заврши во предвидениот тајминг, предвиденото време за пливање. И добив тие признанија вообичаени и така. Напорно е сето тоа, ама тоа е тоа. Тоа беше веќе претходниот викенд, таму направив два маратона, веќе ги спомнав. На Тиса 4 километра, пливав успешно 1 час 4 минути и 2 секунди и 55 минути на вториот маратон на Сава, на уште подолга патика од 4,5 километра, значи два речни маратона, еден по друг. И тоа заврши, нели, и сега се надевам дека уште нешто, пак ќе кажам, дека после овие три етапи во три различни држави, нешто ќе излезе тука, можеби во Македонија, можеби нешто и пак на страна. После добиените импресии и после оствареното, ќе ги обавестам нашите ценети граѓани за сите активности спортски во овој период мој. Следува временска прогноза. Времето утре ќе биде сончево, топло и ветровито, ќе има благ пад на температурите, ќе дува умерен северен и северозападен ветер, а максималната температура ќе биде до 36 степен. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.